Ехеј, тука сум. А јас кога танцувам, не знам каде сум. Многу ми е убаво. За 2 дена ќе настапувам на сцена. Заедно со другарките од балетското студио. Па вежбам. Одлично. А имаш време за приказна? За приказна... За приказна секогаш имам време. Си било едно момче. Си живеело во Кина. Се викало Ми. Ми бил студент. Бил многу сиромашен. Се случувало да не му останат пари дури ни за чаша чај. За среќа, во градот каде што студирал, имало добри луѓе. Еден собственик на чајджилница, еден чичко Ким, секој ден му давал да јаде и да пие, а никогаш не му наплатувал. Еден ден Ми отишол во чајджилницата и му рекол на собственикот: го завршив студирањето, заминувам од градов. Пари немам. Немам со што да платам за се што сум испил и изел кај вас. Не сакам да ме паметите како неблагодарен. Еве, погледни. Тогаш студентот Ми извадил од джебот парче жолта креда и на ѕидот од чајджилницата нацртал жолт штрк. Ова е штрк, рекол Ми. Ке ви донесе 10 пати повеќе пари отколку што ви должам. Секогаш, кога во чајджилницата ќе има многу гости и кога 3 пати ќе плеснат со рацете, овој жолт штрк ќе се симне од ѕидот и ќе почне да танцува. Штрк нацртал со жолта креда да танцува. Како е можно тоа? Можно е, ако штркот е волшебен. Момчето Ми, пред да си замине, му напоменал на собственикот на чајджилницата, на чичко Ким: запомнете, никогаш не го терајте штркот да танцува само за еден човек. Никогаш. А сега, збогум. И момчето Ми си заминало, а чичко Ким останал зачуден да гледа во жолтиот штрк. Следниот ден во чајджилницата се собрале многу луѓе. Собственикот без двоумење им се обратил: драги мои пријатели, ајде сите заедно да плеснеме со рацете. Ве молам, плеснете 3 пати. Ви ветувам вистинско чудо. Гостите го послушале. Плес, 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 заплескале и... Во тој момент, жолтиот штрк се симнал од ѕидот и почнал да танцува. Еден танц, 2, танцувал со часови. Било многу весело и забавно. А потоа си се вратил на место на ѕидот. Гостите биле восхитени, воздивнувале, се чуделе, не можеле да си поверуваат на очите. Насекаде се расчуло за штркот што танцува. Чајджилницата постојано била преполна со луѓе, па чичко Ким многу бргу се збогатил. Баш како што ветило момчето Ми. Точно. Еден ден во чајджилницата дошол некој многу богат кинез.
бил царски службеник и не можел да замисли покрај него да седат селани, занаетчи и сиромашни трговци. Се налутил, се изнервирал и им наредил на своите слуги да ја испразнат чеџилницата, да ги избркаат сите гости. Слугите почнале да замавнуваат со палки, луѓето се разбегале и богатиот кинез останал сам. На масата извадил еден куп пари и викнал: "Веднаш покажи ми како танцува тој, твој штрк. Сакам забава, нека биде весело." Кога Чичко Ким ги видел парите, заборавил на се што му рекло момчето Ми. 3 пати плеснал со рацете, а штркот, А штркот почнал да танцува? жолтиот штрк, безволно се симнал од зидот и одиграл само еден танц. Потоа, намуртен, се вратил на зидот и останал неподвижен. Богатиот царски службеник викал, се заканувал, плескал со рацете, но ништо не можело да се стори. Волшебството исчезнало. Вечерта некој силно тропнал на вратата од чеџилницата. Сопственикот Чичко Ким ја отворил вратата и кога што ќе види? Студентот Ми стоел и молчел. Без збор извадил од џебот кавал и почнал да свири. Звуците на кавалот звучеле тажно и молбено. Ми, свирејки, тргнал да си оди. Тогаш жолтиот штрк се симнал од зидот и тргнал по него. Од тогаш никој не го видел ниту студентот Ми, ниту неговиот волшебен жолт штрк. Велат дека ако некогаш некаде се појави такво волшебство, тоа ќе трае само доколку сите уживаат во него. А ако со волшебството завладее само еден човек, тоа повторно ќе исчезне.